Сиромашен февруарски промет регистрира денешниот сточен пазар во Облешево, каде понудувачката беше нешто поголема од побарувачката. Малобројните одгледувачи на свињи и прасиња се пожалија дека нема на кого да му го продадат одгледаниот добиток, поради што се повеќе размислуваат да кренат раце од домашните фарми. Посебен проблем е скапата храна, па секој што се занимава со одгледување свињи и прасиња практично работи со загуби. Продавам свиње, имам товеници, ама само ги искарвам на пазара, не се продават. Па 110 ни тражам живо мера. Никој ни пита, ни се пазарува. Па имам од овие 13, па имам помали 40. Не се сплаќа, ако и овие продадам и више планирам да не чувам, да не работам. Не, на овие не взимаме субвенции. Субвенции се взима само ако кланицак ми даеш. А кланица нуди 80 динара живо мера. И јас со 80 динара не може да си покријам храната. Па ние покушаваме да држиме иста, ама потрошката не е иста. Лани овај период ги продавах, сега не сум продал еден месец ни едно. Па малите по 3.500, 4.000, зависи убаво прасе, до 20 кила, 22 кила. Фармерите се под притисок и на постојаната опасност од болести, како што се африканската чума кај свињите, кои им прават дополнителни штети и трошоци. Не се во подобра позиција ниту одгледувачите на крави, првенствено поради ниските цени на млекото, но и на телињата и јунците, кои трговците ги симнуваат до ниво на неисплатливост. Ако државата подитно не му посвети поголемо внимание на сточарството и на одгледувањето на добиток во домашни услови, ќе продолжи тенденцијата на намалување на бројот на фармери, а со тоа и на производството на храна. Речиси полупразниот добиточен пазар во споредба од пред неколку години, кога речиси немаше место да ги прифати сите продавачи и купувачи, е најдобар показател за актуелната состојба во оваа гранка.